Гледате Отворено студио, јас сум Боријан Јовановски заедно со Ацук Абрамов. Да, еве Боријан ми се приклучи, повторно сме во живо од студиото на 1 ТВ и јас сум малку возбуден и воодушевен. Боријан ќе ви открие кои се денеска нашите гости и верувам дека и вам ќе ви се допадне. Прво да ти покажам нешто, Ацо. Боријан ми рече добро да пазам да него скршам бидејќи ова е многу вредно. Да. Ова е медал, пехар, медал освоен на светски шампионат. Значи, наши дечки и девојки освоија прво место на едно важно светско првенство кое се одржа во Полска, во танц на хип-хоп и сега се види со мене. Ајде да ги видиме, да ги видат и гледачите наши гостите. Моите гости, инаку светски шампиони, кои на светското првенство во хип-хоп освоија прво место и еве го тука е Цако, добро познат на јавноста. Цако, здраво. Здраво. Како си? Супер, вие како сте, добри? Кажи ми, фала Богу, добро е. Кажи како беше во Полска прво. Кратко и јасно, супер. Убаво си поминавте? Да. Сите го делите впечатокот. Другари, пријатели стекнавте таму? Други се запознавте со некои? Па ние бевме како тим. Да. Тоа благодарение на Сара и на Вики. Така е. Добре, Моника, како беше во Полска? Убаво. Победивме и јас сакам да кажам. Мојата поделичка беше добра, одлично беше. И убаво поминавме и убаво се сетовме и ќе видевме таму моите другарки и така. Прославивте ли некако? Да. Таму во Полска уште вечерта? Со моите семејство славивме некаде и добро, не, важно си поминавте убаво. Па не е мала работа да си светски шампион. Дечки, да не ви одзема од времето, а и на публиката сакам да ве види, да изедете точката која доби освои светска шампионска титула. Повелете, подиумот е ваш. Браво, дечки! Браво! Браво! Аплауз! Ете, тоа се нашите светски шампиони. Ретко кој од Македонија има
светска титула, особено шампионска титула, и затоа мислам дека цела Македонија и целата јавност во Македонија треба да им одаде посебно признание. А тука сега со мене во студиото, со мене и со Ацо, е и Сара Кочан, која е организатор на целата оваа приказка преку студиото Dancer United, ако не се лажам, во чии рамки постои ова група Танцово студио. Танцово студио. Да. И исто тука е со нас и сестра му на Цако, Марија Марковска. Матовска, се извинувам, Марија. И ви благодарам што сте гости во студиото, бидејќи сметам дека ова извонено признание кое го освоија овие извонени дечки и девојки заслужува да посветиме внимание воопшто на тоа како општеството ги третира овие наши деца и сограѓани. Сега да почнеме од вас. Кој беше мотивот, како дојдовте до таа идеја да ја направите оваа група за овие деца и како се приклучивте кон тоа светско првенство во Полска? И да станат светски прваци. Да станат светски прваци, да. Значи Марија е виновникот за тоа. Марија ми е другарка од 7 години, значи веќе 20 и некои години, не е важно, во 20-тите. Се знаеме, сме другарки, Марија има брат со Даун синдром, јас и мојот сопруг Нирмин Кучан, кога го отворивме студиото Dancers United во септември 2013 година, решивме дека ќе имаме некоја група во рамки на студиото, која што ќе биде општествено одговорна. Не знаевме точно што ќе биде, меѓутоа најслучајно се видовме со Марија и незиното семејство со кој што ние сме пријатели на улица. И она беше со Цако, застанавме, ајде да пробаме со оваа група. Цако со целиот негов шарм ве освои? Цако го знам исто од негови 5-6 години, така да он од секојаш ти си најубава, нели? Роден джентлмен. Цако не е роден джентлмен. Така да и реков на Марија дали може да направи некој состанок со мајките на децава со Даунов синдром од здруженијето каде што се они членови. Направиме состанок, реков ајде да пробаме, значи не знаевме што и како ќе функционира, чисто како проба. Не мислевме дека еден ден ќе стигнеме до тука, меѓутоа ете, почнавме, пробавме, они покажаа страшен талент за танцот и за музиката. Многу се талентирани, имаат осет за ритам кој што им се разви понатаму нели со работа. И ете денеска после 5 години славиме роден ден на нивната група со светска титула. Секоја чест. Што е тоа првенство во Полска? Каков е, кој е сетапот? Како се организира тоа на светско ниво, со која динамика? Така, значи тоа е светска организација, IDO, International Dance Organization, на светско ниво и секоја асоциација од државите се членки. Значи нашата Македонска асоциација за модерни танци, каде што е и наша матична асоциација, е членка на Светската федерација и имаме државно првенство и на ниво на државата се бираат најдобрите танчери кои што потоа можат да настапуваат на светското првенство. Тоа е некоја федерација, нешто, да речеме што за УЕФА, ФИФА, фудбал, исто така само за модерни танци, за модерни танци. Сега беше, значи вклучени се повеќе танци, не само хип-хоп, збориме за хип-хоп, латино, балет. Има во различни категории титула. Они добија шампиони се во хип-хоп. Они се шампиони во хип-хоп, паратанц категорија. Значи за паратанц обично се групите мешани со попречено, не е одвоено, значи попреченоста не е одвоена да е инвалидитет некој или попреченост. Попреченост. И исто така може да бидат групите мешани. Значи пола од групата да бидат со типичен развој, а пола од групата да бидат со некоја попреченост. Единствено ние од Македонија секогаш веќе четврти надпревар поред даваме групи кои што се 100% со попреченост. И овие се првите што освојуваат шампионска титула. И овие се првите кои што освојуваат шампионска титула светска, а инаку се они европски шампиони кои што титули ги освоија во мај во Дженова во Италија. Следното што име? Следното име во Бари во мај исто светско првенство. Светски фатници. Се надевам дека ќе ја задржиме титулата. Марија, знаете што, мислам, да, се разбира дека е за одбележување таа шампионска титула, но навистина би сакало да го искористиме како повод да поразговараме како во Македонија
кој е третманот на институциите? Дали институциите се способни воопшто да ги перцепираат и талентот и можностите кои овие деца, овие млади луѓе ги имаат и како во тој однос се однесуваат институциите? Или се оставени сами на себе? Или ете на вакви некои волонтерски иницијативи, граѓански иницијативи. Само иницијативно е тоа. Да. Ако зборуваме за култура, можеби Сара тука е малку по-стручна од мене да каже повеќе. Не, искуството на вашето семејство. Мислам дека генералната слика на државата ни е многу напредна. Се повеќе се базираат на вака подвоени иницијативи, независно дали зборуваме за луѓе со типичен развој или можеби некоја група на граѓани кои што имаат потреба од малку поинаков, би кажала, третман од аспект на институциите. Ако зборуваме за нашето семејство, искуството со Цако, мислам дека е било неблагодарно да се жалиме. Цако на некој начин стана своевиден бренд, би кажала со текот на годините. Многу интересно и фала Борјан како ме представи како сестрата на Цако. Јас интензивно работам и други работи. Така, јас вас не ве познавам, јас го познавам Цако, но не вас. Така. Меѓутоа, да, во Македонија како има простор за унапредување. Не зборуваме само за институциите, зборуваме и за јавната свест. Независно дали станува збор за на базичните работи, на како самите фамилии се однесуваат, организираат околу овие деца, понатаму млади луѓе, како понатаму го имаме воспоставено системот на образование, како понатаму социјалните врски ги развиваат луѓето кои што имаат некаков тип на попреченост, посебно луѓето со интелектуална попреченост, колку они излегуваат, ги гледаме во јавниот живот, не само дали имаме инклузивни основни и средни образование. Не, така е, отидеме во диско, колку луѓе може ние во диско да видиме со попреченост, колку се присутни тие предрасуди во општеството во однос на нив. Мојот впечаток е дека постојат, но вие многу подобро ги секако дека постојат, ако го земеме случајот со Цако, кој што е роден 91 и некако во многу што во држава беше пионир на некој начин, можам да кажам дека огромни поместувања се направени. Мојата професионална област е социјално претприемништво, значи конкретно работиме за претприемништво кое прави општо добро и баш можам да забележам дека и во овој сегмент на вработливост, на вработување на овие луѓе, навистина се движиме напред. Ако никако институциите од аспект на образование не стана инклузивни до некаде, и ако тука треба многу работа, значи треба дополнителен кадарот и да е волен во моментов да работи, не може да постигнат. Една наставник не може да работи со 30 деца. Како е во образованието? Дали школскиот систем успева некако да ги интегрира? До некаде би рекла да, со тоа што пак ја кажам, имаме некои чекори напред направено, сепак треба многу да работиме. Во Македонија системот, посебно кога зборуваме за лицата со интелектуална попреченост, бидејќи некако различно можеме да ги ставиме во различен ковш, оние што имаат интелектуална, физичка или некој тип на сензорна попреченост, постојат специјални, нели, училишта кои што се типични, да кажам во наводници, со тоа што нудат инклузивни програми. Луѓето со интелектуална попреченост одат во еден завод каде што ги категоризираат, многу ужасен систем според мене лично, и велат оке, вие може да одите или во специјално училиште или да изберете да одите во редовно типично училиште. Специјалните си имаат своји програми и во основно и средно. Така. Ви не правите впечаток со тоа со заводот кој рековте, не ви се допаѓа како институција, која начинот на кој тоа они селектираат или начинот на класификација, јас би рекла повеќе дека пречи. Да, не би навлагала многу како они ја прават таа категоризација, меѓутоа идејата е дека постојат системи кои што ние може да ги следиме се малце поразлични, како и да се сведува на тоа дека може да избереме или да во специјално основно или средно училиште или во редовно каде што има некој модел на инклузија. И сега кога доаѓа моментот за моделот на инклузија во редовните основни и средни училишта, професорите, професорките, наставничките не се секогаш доволно подготвени, значи пред се мора они да бидат подготвени од аспект на тоа да знаат со какви деца работат, како да им се пристапи, а не можат луѓето да постигнат се. Најдобро намера да имаат, најалтруисти да се, едноставно кога имаат големи паралелки не може да постигнат. Проблем е дали се сведено на волја на индивидуалец или е просто системска една... Сега има некои системски помаци, затоа велам, има мали чекори. Ако гледаме како било ситуацијата во некоја таму 98-9 кога Цако се пишуваше во основно до сега, има поместувања. Сега се воведува ние лични асистенти, кои што персонални асистенти, кои што ги придружуваат овие млади луѓе во училиштата. Сега ако постојат општинските дефектолози, чија баш функција да ги интегрираат самите деца. Мрдаме. Меѓутоа имаме многу работа. И сега кога ќе мрднеме во образование, треба посебно
тоа да мрднеме во вработување, треба да мрднеме во социјален живот, треба да мрднеме во културата и да ги истакнуваме што повеќе ваквите примери како Сара и Денсет. Бидејќи сте присутни на овие првенства светски кај што доаѓаат нели од разни земји, претпоставувам од Да, целиот свет. сега имаше 36 земји учеснички на 30, што не е малку. И од искуството кое веќе го имате, можете да направите една така компаративна, ако можам да кажам, анализа на тоа како кое општество се однесува кон овие своји сограѓани со ваков тип на попреченост? Значи, јас токму мислам дека општеството е еден голем проблем кај нас, затоа што не е ни проблем намерно, мислам, луѓето не се сретнале со овие лица. Јас ќе го кажам примерот во нашето студио. Ние во рамки на нашето студио имаме и латино танци, хип-хоп, балет и фитнес за од 4 години деца, па све без горна граница. Значи, кај нас на почетокот ние имавме многу поплаки од родителите, јас ќе бидам брутално искрена, имавме поплаки од родителите, зашто сега овие деца... Не сакаат со такви деца. Не сака, зашто сега овие дечки моето дете се плаши. Меѓутоа, значи ние рековме, ајде дозволете ни месец, 2, 3 година, дена. Се адаптираат. Се плашат од непознатото, јас би рекла. Значи немаат ништо од што да се плашат. Значи они едноставно се плашат од непознатото. Гледаат, нели, физички. Се плашат од еден вакви се плашат од една, например, се плашат од една Моника, не може секој да биде шампион. Се плашат од нешто што е многу убаво според мене, од нешто што е многу различно, што понатаму каде стигнавме сега. На почетокот беше тоа искуството. Они беа сами во група, се додека јас после година дена не почнам помалку да ги мешам. Ајде еден од нив, па уште еден, па мала група. И сега веќе они без проблем на сите надпревари, мислам, кога се во државата и кога се заедно, они ги бодрат највеќе. И сега сме стигнати после 5 години, сите си викаат, овие се нашите танчери, затоа што ги запозна, затоа што видоа дека они се сосема нормални луѓе како и ние, само што се малку поинакви на нивен начин. Што е ефектот од титулата, например? Еве да признам и јас, еве ние како медиум, требаше да освојат шампионска титула за да се вакво посебно внимание им обрнеме. Се гледа ефектот. Значи, луѓето гледаат дека они можат, дека они се тука, дека се присутни меѓу нас и дека прават работи. Прават многу. Значи, прават нешто што дури и јас како танцов инструктор или собственик на толкав голем, можам да кажам, па и најголем клуб кај нас, физички е најголем, а можам да кажам дека меѓу најголемите генерално, и правиме секакви резултати, меѓутоа само они постигнаат светски резултат. Светски шампиони се они. Не сум ни јас, не е ни никој друг. Ме разбирате, значи они кои ме дадена шанса. Затоа честитава некој од мајките ми забелезаа зошто не нас. Мајките се пожртвувани и заслужуваат честитка. Јас секогаш кажувам, јас им симнувам капа, затоа што е многу тешко во ова општество да бидеш со крената глава родител на лице со попреченост, не затоа што они тоа не го заслужуваат, туку затоа што општеството не е такво. Се шегувам, секоја чест за родителите. И не само мајките, родителите и сестрите, браќата, сите семејства. И целите семејства. Во полно со предразсуди. Марија, откако е Цако вака славен, па да интегриран, како кај него тоа се одрази во неговиот развој? Претпоставувам дека е охрабрен, дека апсолутно. Дали во неговиот секојдневен живот се забележува тој помак, како можам така нормално, да кажам. многу е важно уште од старт да почнеме да работиме со лицата, со секој едно дете, па и со лицава со попреченост. Прво од аспект на семејството како такво. Ние, јас сум најстара, брат ми Цако, имам уште еден брат, секогаш сме биле еднакво третирани. Значи апсолутно, и тоа е многу важно. Како дома ве третираат. Најважно е, да. Многу е важно понатаму да не само да имате можностите како Цако за условно кажано слава, туку едноставно да се дружат овие луѓе, да излегуваат. Цако се дружел со мои другарки и другари, со другарки на брат ми Бојан. Сите заедно сме оделе на најразлични настани и некако природно дојде кога почнавме да се ангажираме многу повеќе, фамилиарно сме ангажирани во граѓанскиот сектор некако, да и Цако се приклучи на тие активности, да собере доволно искуство за да може он понатаму сам да си ги тера сите работи што ги тера. Не знам, сега да има собствена емисија, да пишува поезија и слично, и нормално дека ова дава една лична сатисфакција и не само лична, дава пример дека навистина и луѓето кои што малце се поразлични
од нас, тајвише почнеме прифаќаме различност, може да успеат. Може Да успеат на различни да начини. едно лично прашање. Апсолутно, да. Вие сте сега зрела жена, нели? Сте биле во фази во кога сте биле помлада и така натаму, кога Цако бил помлад, а го имал тој проблем. Дали лично вие сте се чувствувале инхибирани во општеството поради предрасудите кои во обкружувале? Така, прво тргнуваме од идејата дека не се соочуваме со проблем, се соочуваме со состојба и кај многу од лица со попреченост е така. Апсолутно никаква изолација не сум чувствувала, ниту јас, ниту брат ми Бојан. Напротив, се уште, мислам, и ден денес на улица кога се шетаме, знаете, ако нешто е различно, не мора да има даун. Како сте се носеле со предрасудите? Предрасудите ги констатирам како проблем. Да. Ама еве прост пример. Например, сега се шетаме по улица, кај нас нешто да е малце различно, не мора да имаш даун, да носиш ваква светкава униформа кој што носат, те гледаат као, ау што е со тебе, секој ќе не загледа. И вакви бракевме ги гледавме заедно, например, луѓето. Разговаравме многу. Значи, имавте стратегија како да одговорите на предрасудите? Значи, сакава да ги изјавам. Да. Меѓутоа исто така многу разговаравме, да речеме и во моето средно училиште, понатаму во сите организации во кои што јас и моите блиски сме биле членови, сме разговарали, гласно сме зборувале за тоа дека окей, да, постојат бариери, постојат стереотипи, предрасуди, не само во Македонија, секаде постојат. Јасно, тоа не затоа ја прашав и Сара да направи колку може да направи една анализа, иако претпоставувам дека западноевропските општества особено и вложуваат во оваа смисла, па дури ова е една од темите и во евроинтеграцијските процеси, во преговорите за Европската унија, како институциите се однесуваат воопшто кон лицата со посебни потреби или попречености и така натаму. Идејата е дека не само институцијата како таква, мора да тргнеме од нас самите. Не мора јас да имам брат со Даунов синдром за да бидам гласноговорник за еднаквост и правда. Значи едноставната идеја позади се ова што го правиме ние моментално, индивидуално и како фамилија, како познаници, танцеви клубови, е да направиме стварно едно општество кое е пофер, поеднакво и инклузивно. И тоа може да го направиме не само чекајќи на институциите, ние мора да се заложиме и да речеме окей, дечки, дајте ќе работиме. Институциите како одговараат. Апсолутно, мора да имаме институционална поддршка, мора да има партнерства за да изградиме еден поголем резултат да имаме. Па да имаме и светски шампиони, па да имаме и луѓе кои што стварно ќе бидат среќни и задоволни. Ние забораваме на тој концепт дека благосостојбата на луѓето е многу широк концепт и дека стварно мора да работиме заедно. И институции со сите други, бизнес секторот треба да го вклучиме. Значи јас ова го работам затоа што сум запознаена со семејството Матовци. Секој што кај нас во студиото ќе се Лесно ли одеше ова учење на точките или треба поголем напор? Они работат и они се трудат исто како и секој друг. Значи пак ја кажам. Нема разлика. Само име не. И важно е веројатно талентот, слух. Све се учи. Исто како секој друг. Све се учи, само треба да им се даде предизвик и да им се даде доверба. Значи пак ја кажам, јас ги познавам фамилија Матовци и затоа јас лично со Нирмин, со мојот сопруг го прифативме тој предизвик да работиме со лицата со Даун, затоа што сме биле во контакт. Верувам дека сите наши танчери кои што сега се во нашиот клуб Dancers United присутни и кои што доаѓаат во контакт со нив, исто така утре кога ќе имаат прилика ќе ги вклучат затоа што веќе ги познаваат и знаат дека немаат предрасуди. Немаат никакви предрасуди и знаат дека они сосема супер може да се функционираат и да направат работи кои што, пак ја кажам, не можеме никој од нас да ги постигне. Околу односот на институциите, нашиот колега Антонио подготви една анализа, го очекуваме да се вклучи на линк, режија подготвувам да го најави на Антонио дека го очекуваме. Добро, се надеваме и порано дека ќе го имаме Антонио. Дали во образованието се вметнати во образовните содржини, дали се третира оваа проблематика? Мислите образовни содржини како курикулуми во училиште или и образовни содржини кои се во насока на сузбивање на предрасудите? Јас немам некоја анализа во контекст на прифаќањето на различностите воопшто. Немам некоја конкретна анализа во моментов.
Не знам, Сара, дали ти имаш информација за образованието, учебниците, сличните работи, не знам баш, не можам да тврдам со сигурност. Ние кога учевме немаше, меѓутоа тоа не е само со лица за попреченост. Да, тоа прашувам. Одамна беше тоа кога ние учевме. Ама мислам дека општо различноста не е портретирана како што треба во нашиот образовен систем, а од друга страна пак имаме иницијативи и ќе кажам што се за поздрав да некако ги движиме работите во друга насока. Имавме пред некое време книга Живот вреден за живење, каде што се портретирани различни лица со попреченост. Мимоза Петровски исто така направи книгичка, сликовница за буквално нејзината девојче која што има Даунов синдром, така да можеме да се движиме во некоја различна насока од она што сме навикнати. Дали е повторно тоа резултат на индивидуална напор и иницијатива или е например дел од стратегија која реализира Бирото за образование, чија должност ова е повеќе од индивидуално. Опис на работно место е да го прави тоа. Да кажам дека се индивидуални иницијативи, меѓутоа во повеќето случаи, барем ја тие што ги знам, во моментот кога ние како индивидуалци сме побарале помош од системот, од министерствата, ние сме добиле позитивен фидбек. Апсолутно. Во рамките на нивните можности во моментот сега тоа е веќе дискутабилно, меѓутоа не сме биле одбиени во ниеден случај. И на крај на денот ние ги правиме институциите. И да е во моментов индивидуална заложба, да е само една обична граѓанска иницијатива независно, ако ние се екипираме, најдеме луѓе кои што се наши сојузници, а посебни за ваквите теми навистина има луѓе што сакаат да ви помогнат, мора да отидеш да бидеш гласен, гласна, да чукнеш на многу врати и да си побараш тоа што ти следува, а може би системот ќе дојде на граѓанската иницијатива е клучна за едно демократско општество, а квалитетот на демократското општество се мери по тоа колку е респонзивно институциите се на граѓанските иницијативи. Антонио би требало да е сега на Линковска врска во Жена парк, каде што пред 2 години уште имаше еден протест на лицата со посебни потреби, лицата со попреченост околу тоа како институциите ги третираат нив. И Антонио по овој повод и направи анализа. Антонио повели. Добро вечер, Борјан, не од Жена парк, туку од градскиот парк во Скопје. Лицата со попречености во Република Македонија се соочуваат со низ проблеми во секојдневното функционирање во македонското општество. Самите тие, но и здруженијата кои што ги застапуваат, заштитуваат и водат грижа за нив, велат дека Македонија се уште мора многу да работи, да се достигнат оние стандарди кои што се имплементираат во развиените земји во Европската Унија, поточно во Европа, па и пошироко во светот. Иако станува збор за материја која што воопшто не е лесна, сепак државата во функција мора да ги стави сите своји расположливи ресурси преку министерствата, но и останатите институции, невладени организации кои што водат грижа и ги застапуваат интересите на лицата со попреченост со цел да се олесни животот и да се донесе до некој степен на нормално функционирање на нашите сограѓани кои што се соочуваат со попречености. Денеска имавме можност да разговараме со Катерина Ивановиќ, која што е представник од ресурсниот центар на родители со деца со посебни потреби, а таа во разговор за Еден ТВ вели дека мисијата која што тие извршуваат не е нималку лесна, меѓутоа државата мора многу повеќе да се вклучи во овој процес и да им помогне во работата која што тие извршуваат. Меѓу другото, Ивановиќ упати апел до сите родители на кои што има неопходна помош која што тие ја нудат, дека кај нив може да тропнат на вратата во секој момент и ќе ја добијат потребната помош. Имаме исечено дел од нејзината изјава, предлагам да ја слушнеме, потоа ќе продолжиме со линкот. Секогаш до сега сме наоѓале на убав пристап и на разбирање, меѓутоа главниот проблем е административната бариера, значи непознавањето на луѓето што работат во тие институции со оваа проблематика. Оно што сакам исто така да го истакнам како наша мисија и цел и оно за што ние се залагаме е првично подигнување на јавната свест
и на целата матрица во општеството, значи да ја подигнеме, а тоа би го направиле. Еве пример ќе кажам, ако почнеме да ги гледаме луѓето, односно лицата со попреченост, како да ја гледаме нивната функционалност, значи она што можат, а не попреченост, работите би можеле да тргнат во добри насоки. Оно исто што би истакнала дека овие лица ние зборуваме секогаш човекови права, меѓутоа дел од нив не се ни запознаени кои им се човековите права и кои се можности ги имаат. Оно што сакам да го исто имаат голема обтежнување, како и ние како здружение кои работиме и тагираме ова проблематика, ова категорија на лица, често сме, усвари секогаш се финансираме претежно преку донации, односно преку проекти, и тоа е тешко да се одржи едно здружение. Многу од здруженијата се и формирани од лица со посебни потреби, кои самите се лица со посебни потреби, не се обучени, не се овластени, така да издржливоста на самото здружение е многу тешко. Пред извесен период во отвореното студио на Еден ТВ гостува и представници на Здруженијето на слепи лица на Република Македонија. И тие во гостувањето истакнаа дека се соочуваат со многу проблеми во секојдневното нивно функционирање, особено во непреченото движење низ градот Скопје, како што знаеме, тие се пожалија на проблеми со тоа што не секогаш тротоарите, односно местата кои што се наменети за пешачење, не се слободни. Тие секако им паркираните возила им пречат и на лицата кои што немаат оштетен вид, меѓутоа сериозен проблем представуваат за лицата кои што имаат оштетен вид или пак целосно се слепи. Исто така и тие истакнаа дека еден од проблемите со кои што секојдневно се соочуваат се недостатокот на патеки за слепи лица. Сведоци бевме дека во минатото имаше тука, барем во градскиот парк, таква патека, меѓутоа сега истата ја нема. Тие побараа надлежните, не само министерствата кои што треба да се вклучени во ова и треба да работат заедно за да им се олесни животот на нашите сограѓани кои што се соочуваат со вакви пречки, туку и невладините организации треба максимално да се вложат и да бидат упорни во барањата до централната власт да им се овозможи нормално функционирање. Имаме подготвено изјава од нив, предлагам да ја слушнеме. Според правилникот на Фондот за здравство, слепите као тифлотехничко помагало, или тоа е као дефиниција за вашите гледачи, тоа е технички уред или средство кој што може да им го олесни или да им го реши проблемот на слепите, со кој што се чува дали е тоа проблем на читање и така натаму. Нашиот фонд за здравство признаа само едно бело стапче. Ја морално и материјално ви тврдам дека во изминатите 60 години самосталност на Македонија, 70 колку се од 46 до сега, ниеден слеп не го добил. Бел стап не добил. Не добил од Министерството, од Фондот за здравство, него тоа го правиме со странски донации и така натаму и ги имаме во овој момент. Му благодарам на АХАМ, тоа е една хуманитарна организација од Австралија која што ни даде 4-5 па имаме уште резерви. И не дај Боже ако тоа го изгубите или не дај Боже ви го скрши некој несовесен вожат, вие сте за никаде. Антонио, дали во врска со ова разговараше и со представници на институциите и што велат тие? Постои ли стратегија, постојат ли политики кои се пропратени со буџетски средства за да се реализираат политики за да им се излезе во пресрет на сите оние лица со посебни потреби или попреченост? Да, Боријан, попладнево разговаравме и со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, која што е министерка во еден од ресорите кои што се задолжени за грижа за овие лица, секако и со
во соработка со останатите ресори, како што претходно споменав, за да им се олесни движењето, но и извршувањето на секојдневните обврски на лицата со попречености. Та во разговор за еден ТВ истакна дека за разлика од претходната власт која што само декларативно се залагаше за правата на лицата со попречености, оваа влада инвестира во многу насоки за да им се олесни животот и да им се подобри секојдневното функционирање на овие лица. Меѓу другото, Царовска во изјавата истакна дека сите министерства, не само Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и сите останати заедно мора да соработуваат за да им се олесни животот, односно секојдневните обврски на овие лица во општеството. Предлагам да ја слушнеме и незината изјава. Само за една година отворивме 5 дневни центри и тие се функционални. Друга работа е дека во центарот на Скопје многу скоро ќе се отвори центар специфично за Даунов синдром и за заштита и дневно згрижување, но од друга страна и за нивна рехабилитација и оспособување работно, за да може побрзо да се вклучат на пазарот на труд, затоа што потенцијалите треба да се искористат. Тоа е она што ни е најважно. Друга работа е дека ние за 15% го зголемивме посебниот додаток. Ги олеснивме сите оние бариери за остварување од посебен додаток кон туѓа нега и кон постојана парична помош по службена должност после детското право да се движи кон социјално право. Ги уредивме во новиот закон за социјална заштита, ги уредивме правата кои што се за компензација на попреченоста, мобилност, слепило, глувост. Досега, знаете, беа сметани како материјално добро. Не, ние викаме, ако лицето е сиромашно, се има право да користи минимален адекватен приход. Ако е со попреченост, користи компензација за тоа што е попречено, затоа што животот му е поскап. Сепак, немаме соодветни улици, соодветни превози, немаме соодветни тротоари, значи сето тоа го отежнува, немаме сигнализација за слепите лица. И сето тоа нивниот живот го прави потежок. Но ние како министерство сметаме дека не само едно, да не зборувам персоналната асистенција, дека ја воведовме оваа година ево пракса и имаме во 6 општини во кои што се спроведува и 100 лица користат персонална асистенција. Имаме образовни едукатори преку програмата за општинско корисна работа, се вклучија 140 образовни асистенти во настава. И сето тоа оди преку Министерството за труд и социјална политика во соработка со општините. Добро, Антонио, ти благодарам за оваа анализа на оваа тема. Продолжуваме со разговорот во студиото. Повелјето. Марија? Сара. Марија. Добро. Сара, додека одеше ова министерката нормално, закон, ова покачивме ваму, додадовме овие ти искоментира само многу и не знаат дека им следува, но Јас знам за примери, не би навлегувала во законите, навистина не сум компетентна, меѓутоа знам дека им следуваат некои надоместоци и исто така знам примери кои што не го ни побарале тој надоместок затоа што не знаат дека им следува. Исто као што сите ние сме затворени, сме само напред гледаме, не сакаме да си ги отвориме видиците, да видиме дека постои уште нешто повеќе и да работиме на тоа да све тоа функционира. Значи, сите тие закони, почнувајќи од мене, што сум за карање, затоа што сум директно вклучена и работам со овие лица, јас не ги знам нивните права и не ги следам до таа мера, затоа што немам време, самата динамика, животот тоа не го дозволува, или можеби затоа што лично мене не ме засега. Можеби Марија повеќе ги следи. Има ли измени во законот? На страна, и тој друг разговор, едно е закон, а друго е имплементација на закон, што се хроничен проблем. Дали тоа во пракса се спроведува? Јас долги години мислам, мене директно ме засега темата, го имам цако, многу долго работам во граѓански сектор и до негде сум била вклучена околу тоа како се движат законските измени за најразлични ствари. Ве вклучуваат граѓанските кога се подготвуваат закони, Не можам да кажам дека граѓанскиот сектор е исклучен. Посебно сега, последниве години, апсолутно тврдам одговорно. Многу повеќе работам во други области моментално,
ви кажав, социјално предприемништво сега ми е фокус, меѓутоа и таму институциите повторно го вклучуваат граѓанскиот сектор. Доколку зборуваме за лица за попреченост, повторно го вклучуваат граѓанскиот сектор, тоа не е спорно. Може да направиме добри закони. Верувам дека кога министерката кажува дека постојат тие законските измени се таму, меѓутоа клучното е дека ни фали некогаш имплементација. Имплементација на самите закони и како институции, меѓутоа и како индивидуи. Мојата филозофија некако во последно време многу повеќе се сведува на тоа дека мора да тргнеме од нас самите, да видиме што ние можеме да направиме, па и да нема закон, ќе направиме клима за да тоа може нешто што сакаме да постигнеме. Например, еве сега јас сум супер страствена околу социјалните предпријатија кои што би вработуваат лица со попреченост. Ако немаме закон, добро, немаме. Имаме други алтернативи кои што можеме да ги искористиме за да унапредиме нечи живот, за да достигнеме едно стварно еднакво инклузивно општество. Тоа е целта на сите нас. Луѓето во граѓанскиот сектор често имаат споделуваат една фрустрација дека многу полесно и поефикасно добиваат поддршка во секоја смисла од странски фондови, од поразвиените европски држави, од колку што од Македонија, дали во мислам дека свеста е поразвиена там. Па не само мислам дека не е до големите средства, туку тоа е подостапно. Нажалост не се работи, па тоа е иронијата што не се работи за големи средства. Според мене, нека каже Марија ако е поупатена, според мене иронијата е во тоа што тие се подостапни на народот и полесно може да се стигне до тие информации отколку до некои закони и подзакони на нешто што на некого му следува, што ние треба сега да седнеме па да читаме, стигнеме до инфо. Се прекинам бидејќи не е баш секогаш така, посебно доаѓајќи од граѓански сектор, мислам сега работам во мала компанија социјално предприемништво, меѓутоа пак сум и член на инклузивни решенија, ни се вика нашата организација. Можам да кажам дека достапноста на странски фондови не е наивна работа. Навистина може да се добијат големи средства, меѓутоа да напишеш еден европски проект, сериозно знаеш да мора да знаеш да пишуваш. Исто и со законите кај нас, ако знаеш да ги прочиташ, ќе знаеш кои ти се правата. Меѓутоа, мојата лична перспектива во моментов и како сестра на ЦАКО, меѓутоа и човек кој што стварно е активист, не можам да кажам дека нашите институции и други ентитети се тотално затворени. Најбанален пример со инклузивни решенија, имавме една голема иницијатива заедно со јавна соба, значи комерцијален објект, така не многу се секираат за тоа што прават лицата со попреченост бидејќи не ги тангира, меѓутоа луѓето се толку отворени да ние месеци работевме на вработливоста на луѓето со интелектуална попреченост. Буквално ни ги отворија вратите да можат овие луѓе да се едуцираат, да бидат келнери, шанкери, да готват во кујна, заедно со мојата колешка Русица Колева, која што специфичната област на делување е лица со попреченост, специјален едукатор и баш се занимава со развој на вакви типови на курикулуми, меѓу другото. Успеавме со заеднички напори, секако со поддршка од другите партнери наши, да го изведеме тоа. Да ги спремите за да можете еден ден во негово да се запослат, да имаат да остваруваат своји примања. Оли да речеме еден од нашите танчари денеска денес оди во јавна соба, мислам. Сепак тоа е еден пример каде што можеме да кажеме ета, можно е да направиме нешто добро ако се сака. Исто е примерот и со танцот и со Dancers United. Сара никој не е уврзал да ги учи децата да играат, практично Сара волонтерски го прави тоа. Факт е дека има луѓе институции кои што се залагаат, сакаат да помогнат ако ти само прашаш и чукнеш на вратата. Марија, потоа заедно ќе ги смениме институциите. Нема. Заедно во заедничка акција со граѓански иницијативи, само така. Марија и Сара ви благодарам навистина што бевте наши гости и на крај еве вака со еден аплауз повикувам и сите гледачи што се да станат. Се ги поздравиме со еден шампиони. Аплауз. Овие шампиони. Поздрав, дечки. И се најубаво ви посакуваме многу нови титули. Нашите гледачи ги повикувам да останете со нас. Со АЦО продолжуваме во 21 часот. Наша гостинка е Рената, министерката за правда, Рената Десковска, со која ќе говориме за разликите меѓу амнестија и помирување, а и за реформите во судството. Останете со еден ТВ.